Нели целата кампања на Социјалдемократскиот сојуз, сите протести и шарени револуции беа сведени на тие две имиња, Нешковски и Тамара, а сега премиерот Заев го гледаме како се ракува, насмеан со убиецот на Мартин Нешковски во Идризово. Жестоки реакции во јавноста и на социјалните мрежи за сликата која беше поставена на фан страната на владата на Република Македонија, а веднаш потоа беше отстранета. На сликата може да се забележи премиерот Заев како се ракува со човек за кого јавноста тврди дека Игор Спасов, убиецот на Мартин Нешковски. За средбата на Заев со Спасов реагираше новинарот и уредник Бранко Геровски, кој преку својот Facebook профил побара оставки и откази за луѓето на Заев. Ако е точно дека човекот со кој се ракува Заев во Идризово е убиецот на Мартин Нешковски, тогаш некој опасно го наместил премиерот. Очекувам итна одговорност. Луѓето кои ги организирале настанот и неговата јавна промоција треба уште утре изутрина да си поднесат оставки или да добијат откази. Реакциите и коментарите одат дотаму што велат дека ракувањето со убиецот на Нешковски е поголем скандал и срам отколку сликите кои излегоа во јавноста, каде Заев се фотографираше веднаш после настаните во диво населје во Куманово. Јавноста реагира и за најавата на премиерот Заев за подготовка на законот за амнестија на затвореници и прашуваат дали Заев планира да го амнестира Спасов и останатите криминалци и убици во затворот Идризово и со која цел. Веројатно, дел од решението е и законот за амнестија. Ова тема се отвори. Веќе разговараат и работат неколку невладини организации, Хелсиншкиот комитет, Народниот правобранител има свое мислење, Министерството за правда ја води работата. Ќе го отвориме ова пред самите институции за да може да ја донесат одлуката, соодветно на она што меѓународната пракса го познава, ама јас знам една работа дека треба да се тргне во оваа постапка заради тоа што со вака натрупана бројка, со вакви услови, сигурно не е конечното решение, но едно од решенијата токму и ваквиот закон. Како една од опциите за растоварување на преполниот Идризово, Заев ја наведе амнестијата на дел од осудениците преку укинување на 30% вкупната казна или преку други методи за кривичните дела за кои постои таква можност, но не и за тешките облици на криминал, како педофилија или злосторства против човештвото.